Добар ден, најпрво да се заблагодарам на вас медиумите кои се озвавте на нашата покана. По пети пат во општина Македонски Брод се одвива најголемиот адреналински фестивал на отворено Самоков Екстрим. Фестивалот се одржува на 6 и 7 јуни во Самоков општина Македонски Брод. Гледате дека многу општини организираат вакви настани со дали джипови, крос-мотори и слично, но меѓутоа Самоков Екстрим се разликува од сите останати. Од кои причини? Една единствена причина што овој настан е всушност настан за промоција на поречието и неговите убавини. Односно, настанот нема надпреварувачки карактер, што значи дека основната цел е да се запознаеме со убавините на поречието. Се одвиваат во неколку дисциплини. Едната дисциплина е пешачката тура, која е доста атрактивна, затоа што локалните туристички водичи ги запознаваат учесниците во пешачката тура со разните билки и печурки кои вираат токму во овој период во поречието. Односно го развиваме хербалниот туризам. Исто така со турата со АТФ, крос-мотори или джипови се одвива по веќе воспоставени пешачки патеки, кои патеки се стари шумски патеки, што значи дека немаме никаква интервенција во природата и немаме брутализирање на истата. Доста атрактивно е кога ќе се искачиме на планината Фојник, има добра гледка кон нашето Поречко езеро, кое е една од најголемите вештачки акумулации во Република Македонија. Значи, основната цел на фестивалот е запознавање со убавините кои ги нуди поречието. Започнуваме на 6, односно од 9 до 12 часот е пристигнување на учесниците во кампот, така да се формира таа кампинг зона на градскиот стадион во Самоков. Од 14 до 17 часот имаме пробно возење на активностите, имаме активности на теренски возила, мотокрос, а исто така имаме и активности од Добра вода, Црква Свети Никола, населено место Битово и Самоков. Околу 20:30 културно-уметничкото друштво 7 септември во Македонски Брод ќе одржи концерт, а околу 23:30 започнува повечерието во самиот камп. На 7 во 9:30 веќе започнуваат активностите, официјално започнува настанот, каде што сите учесници тргнуваат по своите пешачки патеки. Планината Добра вода е една од најпознатите, односно недопрени природи, на 2000 метри негде е надморска висина и е доста интересна локација за самата пешачка тура, каде што напоменав дека ќе се запознаат нашите учесници и со хербалниот туризам. Почитувани, Самоков е срцето на поречието кое е со недопрена природа. Затоа на 6 и 7 на сите учесници им нудиме да ја запознаат истата природа, но меѓутоа ги замолуваме природата да ја оставиме таква каква што во моментот с неја затекнале. Така да на крајот на самиот настан на 7 се служи и официјален ручек, тоа познато војничко гравче, но меѓутоа имаме и еко акција каде што целиот кампинг и останатите патеки истите ќе бидат исчистени, како што споменав, природата ќе остане во на убавина во која што с неја наште во моментот. Официјално ги поканувам сите жители во Република Македонија, а и надвор од неа, 6 и 7 да го развиваат како термин за посета на поречието. Повелете, учествувајте на овој настан и уживајте во убавините на Порече. Добар ден на сите, јас сум Гоце Бојковски, представник на Форум за авангардна креативност, здруженијето кој е организатор на овој настан. Традиционално, веќе по петти пат ќе бидеме коорганизатори на фестивалот на отворено Самоков Екстрим, кој оваа година ќе се одржи на 6 и 7 јуни. Сакам да се заблагодарам на градоначалникот Жарко Ристевски, на Советот на општина Македонски Брод и администрацијата од општината Македонски Брод за довербата што имаат во нас и за можноста што ни ја даваат повторно да бидеме коорганизатори на овој настан. Исто така, сакам да упатам голема благодарност за волонтерите кои активно учествуваат во настанот и при креирањето на патеките. На општествено одговорните компании кои континуирано го помагаат фестивалот во рамките на своите можности
Но најмногу се заблагодарувам и го поздравувам локалното население од Самоков за помошта и безрезервната поддршка при организацијата на наставот. Морам да ги пофалам дека се одлични домаќини и дека фестивалот веќе го чувствуваат како свој. Ви благодарам за вниманието и сакам да ве поканам и вас како новинарска фела да бидете дел од фестивалот и заедно да учествувате во реализацијата на истиот. Јас сум Андреј Стефановски, член на Сдружение на планинари Трескавец од Прилеп. Ми представува особена чест што оваа година сум координатор на планинарската тура во рамки на фестивалот Самоков Екстрим. Станува збор за одличен настан кој ги спојува љубовта кон природата, авантурата и дружењето. Воедно представува и вистинска можност да се искуси и да се доживее вистинската убавина на недопрената природа на Самоков. Заедно со локалните волонтери подготвивме и доста интересна кружна тура, долга околу 12 км, низ предели полна со зеленило, чист воздух и чувство кое не се опишува со секој чекор. Ги поканувам сите љубители на планината, природата, авантурата да се приклучат на овој настан, да го посетат и заедно да ја почувствуваме магијата која овој недопрен крај ни ја нуди на сите нас. Благодарам и се гледаме на планина. Планинарската патека е погодна за сите возрасти, бидејќи е доста лесна, не представува никаков предизвик за нема технички делови кои што на некој може да му бидат тешки, да речам. Потребно е сите да има добра психофизичка состојба, планинарски обувки задолжителни се, бидејќи организаторот, како што кажа, секој кој ќе дојде со патики ќе биде отстранет. Потребно е храна од ранец, и ако имаме ручек, 12 км се, задолжително е да се носи литар и пол до 2 литри вода, облека соодветна на условите. Добар ден, ги покануваме сите ате возачи да уживаат во природата, во поголем број, добра забава, убава атмосфера и тоа. Лесна патека околу 30 км, добра природа, убава атмосфера. Добар ден на сите. Јас сум Јесир Дураковски од село Дебреште. Еве веќе неколку години активно возам мотокрос и редовно учествувам на фестивалот Самоков Екстрим. Во оваа прилика сакам да ги поканам сите колеги кои возат мотокрос од цела Република Македонија да повелат да дојдат во дводневното дружение во Самоков, каде ќе имаме можност заеднички да уживаме во недопрената природа и мотокрос патеките што ни ги нуди поречието. Па токму тоа што самиот фестивал обстојува веќе 5 години, значи тистиот одржливост има. Најголемата одржливост се гледа токму во тоа што местното население во Самоков го прифати фестивалот како свој и целокупното население дава значаен допринос во организацијата на истиот настан. Значи, целокупно население дели од самиот настан и затоа од година во година како настан растеме ние. Првата година беше најтешка, но меѓутоа самите љубители на природата, тргнувајќи од возачите, исто така пешаците, го препознаа самиот настан и од година во година растеме ние. Така да еве само крос моторик имаме над 100 и нешто. Пешачката тура имаме околу 50-60 годинава, мислиме дека ќе имаме и над 70 учесници, затоа што еве официјално ќе кажам дека ова година после низа години наназад, благодарение на овој фестивал во Македонски Брод и во Поречието се формира планинарско друштво Поречки патеки, кое всушност ова друштво ќе биде дел од самиот настан во самата пешачка тура. Тоа значи дека фестивалот е одржлив и обстојува истиот. Одржлив е од една единствена причина, како што споменав и претходно, дека истиот има основната цел е запознавање на убавините на поречието и заштита на самата природа и промоција на самото поречие. На самиот фестивал, покрај овој настан, нели, се нудат и познатите поречки производи, поречкиот органски мед, исто така разни органски продукти кои се произведуваат во поречието, истите
се изнесуваат во тој ден на штандови. Значи, местното население од Порече, целокупната органска храна што ја користи за своите домови, ја изнесува на тие штандови, истата ја презентира и за символични цени се продава истата. Исто така имаме подршка и од бизнис секторот, всушност рестораните и сместувачките капацитети по поволни цени овозможуваат сместување, се со цел да имаме што поголем број на учесници на самиот настан. Точно така фестивалот прво е поставен на туристичката мапа на општина Македонски Брод, а исто така контактиравме со некои тур оператори кои всушност го нудат самиот настан во нивните тури, доколку нели е соодветен моментот 6 и 7 во тој дел. Настојуваме во иднина да ја добиеме поддршката и од соодветните министерства, особено Министерството за спорт, каде што сето тоа би била додадена вредност во организација на самиот настан. Министерството за спорт го препозна самиот настан, но меѓутоа до денес имаме поддршка, но ја немаме таа финансиска поддршка. Исто така Министерството за култура и туризам го препозна целиот настан и настојуваме да се вметне во туристичката мапа како атрактивна туристичка дестинација во тој период. Немаме со моторџи или возачи? Странци немавме во зависност од тајмингот, така да годинава има интерес, воспоставивме некој контакт со некои возачи на мотори од Полска кои моментално се на територијата на Македонија, па така ако успеат да го согласат тајмингот, би можеле да учествуваат. Околу половина од учесниците доаѓаат од Скопје или од таа страна преку Националниот парк Јасен. И таму нели си има режим на сообраќај кој го знаат сите учесници, но и сите граѓани кои се заинтересирани да доаѓаат. Тоа ностоп функционира. Така функционираат и овие рестораните во Поречијето и тој сместувачки капацитет. Значи, сите се информирани преку социјалните медиуми, каде што овие информации ги пласираме континуирано. Така да ние активна соработка имаме и со Националниот парк Јасен, така да во моментот доколку имаме некое доцнење на соодветни возачи, можеме тоа фактички на самиот настан се менаџира во соработка со нив, за да може да ги пропуштат да се вратат назад. Така да тоа воопшто нема да биде проблем.